Следен на нашата агенда за портретирање е Ѓорги Сталев. Професорот не напушти, ми се чини, неодамна, околу Нова година беше така, или пред тука негде беше. Меѓутоа, јас имав честа да го интервјуирам пред 10 години, кога ги правев овие истражувања. И таму најдов нешто и интересно, и многу нетипично. Полека поминуваат генерациите, значи сепак меѓу овие автори, меѓу овие преведувачи што ги разгледуваме, постои некоја генерацијска разлика. Па така, од Сталев натаму, ќе видите и кај Богомил Ѓузел, например, авторите не зборуваат толку многу за големи теми, за национални јазици, за големи проекти, за епски остварувања, меѓутоа се заинтересирани да документираат како преведувањето и лично го сваќаат и како преку своите преводи, конкретни преводи, работат и на себе си, работејќи на преводите. Сталев почнува веднаш експлицитно во еден есеј што се вика за преведувањето на поезијата, објавен 1963 година, ми се чини беше на некој симпозиум или научен труд на југословенските книжевни, не знам, не ме фаќате за здраво за готово, и тоа од таму го ископав. Значи, поезијата е непреводлива, вели тој. Ако е непреводлива, тогаш што правиме ние? Што е оваа целава работа што ја правиме, ако знаеме дека е непреводлива? Сега, ова, значи, таман работа не е признание на пораз, за него неможноста за совршена копија е моментот кога преводот станува висока уметност. Тој ќе цели кон друго. За кратко една мала дигресија, нели, некои од неговите најуспешни и убедливи и интересни преводи се Божествената комедија од Данте Алигери, Евгениј Онегин од Пушкин, има и други, меѓутоа јас главно нив ги споредував и ги анализирав и барав она што тој го документирал преку разноразни своји излагања во врска со овие. Што е типично кај Ѓорги Сталев? Сталев докторирал со темата на версификација во македонскиот стих и бев импресиониран од тоа колку се обидува по секоја цена да го стави македонскиот јазик дури во рамки каде што звучи и чудно и да речеме не одговара на она версификаторска рамка што постои во оригиналот. Дантевиот Пекол е пишуван во јамб. Јамбот во македонски јазик е исклучително тешко да се репродуцира. И тие, еве, ако има италијанисти тука, добро, и тоа исто и во англиски базирано е многу на јамб. Целата, да речеме, не само средновековна, па наваму поезија, до почетокот на 20 век, 19, да речеме, има и други форми, меѓутоа јамбот е суштински англоамерикански метар и за поезија и за превод. И сега македонскиот, бидејќи има други црти, имаме третосложен акцент со, нели, нагласка на на третиот слог од позади броено, преведувачот треба да наоѓа и да измислува јазични заврзлами кои што ќе му овозможат да прозвучи во јамски метар. И тоа е направено. Да речеме, еве една помош, значи треба да имате едносложно ненагласено зборче на почетокот од стихот, за да може да се надоврзе понатаму ти там, ти там, ти там. На пола пат од животот наш се најдов среде шума темна густа. Значи, интересното за Ѓорги Сталев е што тој верувал дека преводот не завршува. Односно, и тој самиот ми кажа во интервјуто што го направи со него дека
некои негови преводи ги коригира со секое наредно преиздавање. И на тој начин воведува нови подобрувања во она што го направил до тогаш. Тој го гледа преведувачот како коавтор, односно како некаков соработник на авторот, кој што преку вложување на сопствените јазични вештини во соработка доведува до преводот како ново во наводници книжевно дело. Па според тоа уметничкото дело во јазикот цел постои само поради специфичната креативна интервенција на преведувачот. Тоа е партнерство меѓу вековите. Па дури и да е јазикот мртов и текстот подалечен, пак преведувачот доаѓа во некоја улога на бабица, која што ќе го олесни пораѓањето на новиот текст. Се појавил нов човек, со самото тоа преведувачот станал автор на едно туѓо дело. Интересно е Сталев какви гледишта има, бидејќи кај него можев да забележам и допирни точки со некои англиски теоретичари од подалечното минато, од, да речеме, 16 век, Џон Драјден, или пак генерацијата пред него, која што зборува за прелевање. Метафората на прелевање е присутна и во, ќе ми извините, англисум по струка, таму почнав, во повеќе теоретичари за преводот на англиски, па дури и од постарите предшекспировски времења се спомнува. Точноста не сме да биде буквална, ако само ја претурите течноста без да додадете нов дух, вие добиете мртов талок. Ова е мртва глава всушност. Содржината се прелева, но формата се раѓа наново. Секој преведувач внесува нешто индивидуално, не само во односот на јазикот и стилот, туку и во однос на индивидуалната темпераментност. Тука Сталев исто е еден од оние кои што исто се има изјаснето дека недостатува книжевна критика за преведувањето во македонската литература пошироко, но за него, ова е интересно, значи тој нема проблем со тоа да постојат повеќе верзии на еден ист оригинал на македонски. Уште подобро вика, трајно ќе остане преводот, дури не се појави појак превод, поубава работа. Но тоа е трагедијата на сите преведувачи. Да преведуваат се додека со негови зборови, да речеме, тој ова веројатно го сваќа и како некој надпревар на преводите, како е надпревар на преведувачите. И дури не му пречи, рековме, да има повеќе преводи на исто дело на македонски јазик, а посилниот превод е оној што со повисоко естетско воздействие ќе го допре читателот. Со естетско влијание и убедливост како мерка за колку тоа еден превод е квалитетно сработен. Интересни критериуми во секој случај. Добриот превод, вели, живее само додека не инспирира уште подобар. За ова зборував, значи Џон Драјден има поставено оваа рамка во 17 век помеѓу метафраза, парафраза и имитација. Сталев користи активно парафраза во своите текстови за преведувањето. Јас пробав да видам дали тоа што тој го мисли под неговата парафраза има допирни точки и е блиска со парафразата што Драјден ја препорачува како златна средина помеѓу двете крајности на преведувањето, каде што едната е метафразата, слепо робување на зборот, што за некои јазици не е возможно, или некои јазични парови не е возможно, а другата крајност е па имитацијата, каде што преводот всушност представува напуштање на оригиналот и преведувачот многу се оддалечува од оригиналот во својот третман. Сталев ја прифаќа парафразата како нормална појава. Целта не е робување на синтаксата, туку спасување на суштината на мислата и сликата. Не се изневерува авторот, туку се изневерува речникот. И сега гледаме, значи ако го споредиме ова со некои претходни изјави на Петрушевски, например, каде што тој
пробува по секоја цена да буквално да му прави да биде залепен за оригиналот, што тој тоа и јас, тој ваму, јас ваму, тој таму, јас таму. Сталев веројатно е свесен дека од својата пракса и од неговите јазични парови невозможно е толку блиску да се преведува, па затоа тој бира помало од две зла, да речеме. Бира да го зачува суштината на мислата и сликата, а да го изневери речникот, односно речничкото значење. И ова понатаму ќе еволуира во некои други тенденции, например кај Михајловски подоцна ќе видиме тој па препорачува смислата само да се гледа и значењето може да се исто така да се изневерува, бидејќи сепак смислата е таа што ја диктира сликата и мислата. Така што ова го спомнавме дека и тој се изјавува против молкот на критиката, дека не има доволна преводна критика во неговото совремие и повелете? Да. Вака, Сталев, Евгенио Онегин од руски, а овој, како се викаше, Данте од италијански. Имаме, да. Не, може би е лапсус од моја страна, не знам. Не. Има и од англиски некој, ама јас конкретно за Онегин и за ова зборев, за Данте, а инаку мислам дека има еден Ромео и Јулија исто во негов превод, поназад. Ромео и Јулија, да. Сонетниот венец од Франце Прешерни исто така. Така што малку визуелно, значи јамската прозодија и третосложниот акцент не се компатибилни и тој смета дека е тешко, меѓутоа практично во својата пракса пробува по секоја цена да го преточи дури јамбот и онаму во македонски каде што е многу тешко да се стави. Еве уште еден извадок од Дантевиот 11-терец, ова е, на средина од мојот живот земен, вистинскиот го изгубив јас пат. Гледате, дури става зборчиња кај што може би за да се пополни јазикот. Меѓутоа функционира, тоа сакав да ви кажам. Значи ова јас кога го скандирам дома, мене ми звучи како некоја џез мелодија. На средина од мојот живот земен, вистинскиот го изгубив јас пат. Така? И покрај тоа што се прозодиски некомпатибилни, оригиналот и преводот, Сталев го зачува јамскиот 11-терец во прочуената Дантева терцина. И свесно жртвува некоја лексика за да ја спаси ова архитектура. Кај Евгенио Онегин има друг проблем. Таму па има, да речеме, Онегиневата строфа, таа е сложена не само затоа што е јамски осмерец, тетраметар, ама има и машки и женски рими внатре. Па сега ви препорачувам да ја отворите и да ја прочитате. Тоа е, значи, за Сталев можам да кажам дека е извонредно доследен во своите обиди. Се разбира, тие се со една искрена намера и признание дека колку и преведувачот, да, се обидува, да лови и да доловува странски структури, странски прозоди, странски, да речеме, лексики, тоа не е лесно и дека на крај останува преводот како еден споменик од неговиот труд и евентуално доказ и сведоштво за наредните генерации да можат да го оценат, да го ценат и да се обидат ако можат да направат нешто повеќе од тоа.